На седница на влада вчера не стигнала за разгледување информацијата на МОН за проектот државен испит и тоа се очекува во наредните денови, соопшти министерот Абдулаким Адеми. Според министерот за образование, потоа нацрт текстот ќе биде понуден на јавна расправа и дебата во која ќе бидат вклучени сите засегнати и заинтересирани страни. Потоа владата пак ќе биде информирана за сите забелешки, пошто утврдениот текст ќе се достави до собранието. Во врска со негодувањето на дел од студентите и најавите за нов протест, Адеми повтори дека не се отстапува од воведувањето на механизми за контрола и за подобрување на квалитетот на високото образование. Клучните приоритети на Република Македонија во процесот на европската интеграција, како и низините перспективи и реформите кои се преземаат за реализација на европската агенда, беа темите за кои денеска во Скопје разговараа вице-премиерот Фатмир Бесими и директорот во Директоратот за проширување на Европската комисија Александра Казграње. Според секретаријатот за европски прашања, соговорниците истакнале определбата на Република Македонија за членство во Европската унија и во НАТО, како и тоа дека сите субјекти треба да работат на реформите, а политичкиот диалог да се обезбедува во континуиран и одговорен однос во рамки на институциите, што ќе биде од значење за интеграцијата на нашата земја, се вели во соопштението. Поранешниот министер за надворешни работи на Словачка, Едвард Кукан, смета дека довербата во проширувањето на Европската унија ќе се засили кога конечно ќе се најде решение на прашањата како она за името со Република Македонија. На денешната конференција за живување на Балканот, нов почеток на закочените политики во организација на невладината организација Пријатели на Европа, словачкиот европратеник додаде и дека ја разбира политичката фрустрација во Македонија поради блокадите за влез во унијата. Во однос на тоа како да се оди напред во следните 5 години, тој посочи дека прво мора да се врати довербата во процесот на проширувањето на унијата. Според него, Европската унија не може да се повлече од посветеноста и треба да е сериозна, а на Балканот мора да има владење на правото, силно правосудство и економија, и ако испорачуваат на ова поле, земјите ќе покажат релевантност. Се уште невоспоставените директни авиолинии во регионот значително го кочат развојот на туризмот. Од друга страна, состојбата во секторот не може реално да се согледа поради немањето доволно статистички податоци, а тоа, според Стопанската комора на Македонија, е евидентно во сите земји членки на ЦЕФТА. Огромна е потребата од поврзување на регионот со воведување авиолинии преку нискобуџетни компании, особено ако се земе предвид фактот дека се уште од Скопје до Подгорица или Сараево се патува преку Белград или Истанбул за 10 часа по редовни високи цени за секојдневна употреба, велат од таму. Според заклучоците, недостасува и иновативен пристап при креирањето понуди и услуги согласно трендовите и барањата на туристите. А Скопје се наоѓа на 13-тото место на ранг листата на најдостапни градови во светот во 2014 година, според индексот на цените за сместување, покажува истражувањето спроведено од веб страницата goeuro.com. Станува збор за индекс кој ги следи состојбите во над 60.000 сместувачки капацитети во повеќе од 150 градови во светот, а чија цел е да се утврдат ефектите од новите трендови во хотелската индустрија. Според истражувањето, растечката популарност на глобално достапната мрежа за обезбедување сместување и континуираниот раст на индустријата на хостели денеска се сметаат како важни фактори за сите кои што сакаат да патуваат и да букираат ноќевање. Руската санитарна и фитосанитарна инспекција воведе привремена забрана за увоз на зеленчук и овошје од Албанија, откако повеќе пати се откриени обиди преку таа држава да се оствари извоз на производи од Европската унија во Русија, која со контрасанкции забрани храна со потекло од Европската унија. Забраната се однесува на севкупното овошје и зеленчук што се увезува во Албанија или од трети држави преку Албанија. Албанската страна достави 21 потврда за фитосанитарна исправност, од кои 20 потврди беа фалсификати. Врз основа на тоа заклучивме дека Албанија се користи за испорака на производители од Европската унија во Русија, чиј увоз е забранет, се вели во соопштението од руската служба. Освен тоа, албанската страна не доставила дополнителни документи и не презела мерки за спречување на таквите испораки.